Врховниот суд на денешното продолжение на општата седница не донесе одлука за рефератот по правното прашање дали доказите кои се стекнати на незаконит начин можат да бидат употребени како доказ во судска постапка. Од Врховниот суд потврдија дека расправата по оваа точка е одложена на неопределено време. За предметите за заштита на законитоста за притворите на градоначалникот на општина Пустец Едмон Темелко, како и на општина Битола Владимир Талевски, Врховниот суд ќе закаже нова седница, односно ќе одлучува повторно. Во првиот случај до Врховниот суд бранителите на Темелко изнеле барање со образложение дека судијката Лидија Неделкова постапувала пристрасно, бидејќи нејзиниот син Давид Неделков е ангажиран од специјалното јавно обвинителство. Иако Врховниот суд веќе донесе одлука за предметот со Темелко, таа одлука, како што рече Вангеловски, не била верифицирана и не влегла во АКМИ системот и оттука остава простор за судиите кои одлучувале да побараат пререферирање на предметот, а потоа одлуката да биде верифицирана. Вангеловски пред новинарите рече дека откако Неделкова била известена дека нема да одлучува во кривичниот совет, но дека таа имала можност 3 дена да вложи приговор, но таа не го искористила тоа право. Вангеловски, како што додаде, случајно дознал дека синот на Неделкова има ангажман во специјалното јавно обвинителство, по добиената доставница на која под печатот стоело неговото име. Во барањето за заштита на законитоста ќе се преиспитува и одлуката за притворот на градоначалникот на општина Битола Владимир Талевски, поради донесената одлука во непрописен совет, односно поради тоа што судијата Јани Нича одлучувал во кривичниот суд за предметот, а потоа станал судија во апелација. Врховниот суд треба да се произнеси по барањето за заштита на законитоста за осудениот Звонко Костовски во случајот Пуч. За предметот за Сејат Кочан пак, од судот соопштија дека судијката Лидија Неделкова е иземена од случајот, по барање на одбраната на Кочан и дека барањето ќе го разгледува нов судски состав. Претседателот на Врховен суд очекува следната општа седница да биде закажана наскоро.